Добро дојдовте во Ти ќе ми кажеш комен шоу. Денес ќе зборуваме за една многу актуелна тема која не засега сите нас оглед на застапеноста и примена во секојдневниот живот. Имено ќе зборуваме за копањето дупки на другиот, од комшија до подалечни роднини, пријатели, непријатели, нејзина примена и неопходност во секојдневниот живот како преживување, а и напредок во кариерата. И сега се наметнува неопходна потреба тоа што би се случило ако итно ви затреба дупка, а немате никој тука да ви ја ископа. Што да направите во тој случај? Тука со нас го имаме експертот за копање дупки, господинот Киро Казма, кој е лидер на Сдруженијето Слободни копачи, и со кој ќе позборуваме вечерва на оваа тема и кој ќе ни даде некои практични совети за тоа како сами да си ископаме дупка во случај да немаме никој да ни ја ископа. Како сте, господине Казма? Вие сте тука, ако не се лажам, прв пат во последните 10 години, така? Добро. Ќе имаме мирен разговор. Јас сум тука домачин, јас ќе ви поставувам прашања, а вие ќе одговарате и нема да ве прекинувам, не се грижете. Не се грижете. Господине Казма, вие внесовте џунгла во копањето дупки. Имено, вие почнавте да копате дупки и во шлиц, и во тањир, и во кревет. Не може вие, како обвинето лице, да обвинето лице за манипулирање со копање дупки, да се пазарите со професионалците од Бутел. Со кое право вие ги објавувате дупките што приватно што сте ги ископале, а вашите приватни дупки кои вие сте ги ископале не ги објавувате или ги објавувате без записник? Дали сте вие со здрава памет, господине Казма? Вие сте обвинето лице и нема што тука вие да се пазарите со професионалците од Бутел. Не, господине Казма. Нема. Вие сте обвинето лице и покрај тоа, вие сте амнестиран сте, господине Казма. Амнестиран сте. Стоп. Значи, кој стои сега позади вас? Кој стои? Вие сте обвинето лице, господине Казма. Вие сте обвинето лице. Вие ќе бидете во затвор. Во затвор вие ќе бидете. И џабе со мене се натегате, господине Казма. Јас сум бил пријател со многу други копачи. Дома ми доаѓале ако сакате. Ама вие не сте копач. Вие сте изрод, господине. Вие сте изрод. Вие не сте копач. Само со вас имаме проблем. Мислам дека беше забавно. Не. Држи тоа дека беше многу забавно. Значи, сепак ќе мора да ми обезбедите едно Порше тоа. Ајде се кладете, значи. Јас сум си најдобар во својата струка. Се надевам и верувам дека пак ќе ни бидете гостин. Така, драги гледачи, како што гледавте, вие молам, не ме гледај така. Значи, се надевам дека беше забавно. Ќе се видиме пак, господине Казма. Ве молам, само не ми ја праќате таа вашата заменичка, не сакам да ја видам. Иако ми доаѓала дома, не сакам да ја видам и не сакам да разговарам ништо со незе. Орев не сакам да ја земам од рука. Драги гледачи, се надевам дека вечер одговоривме на многу прашања што се однесуваат за копањето дупки и како да ја поштедиме од скапите трошоци за ангажирање на специјалци кои ќе ви копаат дупки. Не ме гледај така. Не ме гледај така, сум ти рекол. Не ме гледај така, бело, не ме гледај!